Еврото е единствената валута која се користи во еврозоната. Тука еврото, банкноти и монети се законско средство за плаќање. Само централните банки, во случајот на Германија, Deutsche Bundesbank, се овластени да пуштаат евра, банкноти и монети во оптек. Тие го прават тоа преку комерцијалните банки. Секоја комерцијална банка има сметка во Централната банка и може да повлече готовина од оваа сметка. Ова го намалува салдото на сметката. Компаниите за транспорт на готовина ги пренесуваат еврото, банкноти и монети од Бундесбанк до комерцијалната банка во оклопни возила. Салдото на сметката на комерцијалната банка во Централната банка се зголемува секогаш кога комерцијалната банка депонира готовина во Централната банка. Со други зборови, средствата чувани во Централната банка може да се претворат во готовина и обратно. Централни банкарски пари е термин кој се користи за депозити чувани во Централната банка и готовина пуштена во оптек од Централната банка, бидејќи само Централната банка може да ги создаде овие пари. Но како настануваат салда во Централната банка? Еден начин е кога Централната банка одобрува кредит на комерцијална банка. Централната банка го кредитира износот на кредитот на сметката на комерцијалната банка. Сепак, комерцијалната банка е обврзана да заложи колатерал, како што се хартии од вредност против кредитот и да плати камата на него. Ако комерцијалната банка го отплати кредитот користејќи го своето салдо на сметката, централните банкарски пари што беа претходно создадени престануваат да постојат. Централни банкарски салда исто така настануваат ако Централната банка купува средства, како државни обврзници, злато и недвижности од комерцијална банка. Централната банка го кредитира износот на купувањето на сметката на комерцијалната банка. Како резултат, салдото на сметката се зголемува. Од друга страна, ако Централната банка продава средство на комерцијалната банка, таа го дебитира износот што треба да се плати од сметката на комерцијалната банка. И зошто комерцијалните банки треба да имаат салда во Централната банка? Прво, Централната банка може да бара од комерцијалните банки да одржуваат одредено минимално салдо на нивните сметки во Централната банка. Тоа се нарекува минимален резервен износ. Минималниот резервен износ се пресметува со множење на депозитите на клиентите во банката со процентот утврден од Централната банка. Ако банките создадат дополнителни средства, односно дополнителни книговодствени пари, тогаш се обврзани да ги зголемат своите минимални резерви чувани во Централната банка. Второ, комерцијалните банки треба централни банкарски резерви затоа што нивните клиенти се повеќе и повеќе повлекуваат готовина. Откако еврото беше воведено во 2002 година, вкупната вредност на готовината во оптек постојано расте. Комерцијалните банки мора да ја набават оваа дополнителна готовина од Централната банка. За да го направат тоа, им требаат централни банкарски резерви од кои може да повлечат средства. Трето, комерцијалните банки треба централни банкарски резерви за меѓубанкарски трансакции, односно за безготовински плаќања. Ако Ди Мајер, клиент на банка А, префрли пари на Гидја Мулер, клиент на банка Б, неговото салдо во банка А се намалува. Во Централната банка износот се префрла од сметката на банка А на сметката на банка Б. Банка Б го кредитира износот на сметката на Гидја Мулер. Централни банкарски резерви се префрлаат само помеѓу сметките чувани во Централната банка. Депозитите на клиентите чувани во комерцијалните банки не се сметаат за централни банкарски пари. За комерцијалните банки постојано имаат потреба од централни банкарски пари. Само Централната банка може да ги создаде овие средства, овие централни банкарски пари. Но како ги добиваат комерцијалните банки? Како што беше споменато претходно, Централната банка може да одобрува кредити на комерцијалните банки. Комерцијалните банки мора да плаќаат камата на овие кредити по политичката стапка на ЕЦБ. Оваа каматна стапка пак служи како полуга за монетарната политика на евросистемот. Примарната цел на евросистемот е да ја заштити ценовната стабилност. Управниот совет смета дека ценовната стабилност најдобро се одржува со целење на инфлација од 2% на среден рок. Посветеноста на управниот совет на оваа цел е симетрична. Симетријата значи дека управниот совет ги смета негативните и позитивните одстапувања од оваа цел како подеднакво непожелни. Но како го постигнува евросистемот својот објектив? Евросистемот има можност да ја користи политичката стапка, односно стапката по која комерцијалните банки плаќаат камата на централните банкарски пари за да влијае на нивото на каматните стапки во еврозоната. Ако постои ризик од дефлација, управниот совет на ЕЦБ ќе ги намали каматните стапки. Како резултат, комерцијалните банки тогаш исто така ќе ги намалат своите каматни стапки. Ова резултира во повеќе земања на кредити, банките создаваат дополнителни книговодствени пари и се зголемува побарувачката за добра.
Со текот на времето, притисокот врз цените се намалува, дозволувајќи им на компаниите повторно да ги зголемат своите цени. На овој начин, намалувањето на каматната стапка на централните банкарски пари може да помогне во борбата против дефлацијата. Ако постои ризик од инфлација, Евросистемот ќе ја зголеми каматната стапка на централните банкарски пари, позната како политичка стапка. Потоа, комерцијалните банки ќе ги зголемат своите каматни стапки на кредитите. Ова резултира во помалку земање на кредити, помалку книговодствени пари се создаваат и се намалува побарувачката за добра. Компаниите можеби нема да можат да ги продадат своите производи, што значи дека нема да можат да ги зголемат своите цени. Некои дури можат да ги намалат своите цени. На овој начин, зголемувањето на каматната стапка на централните банкарски пари може да помогне во борбата против инфлацијата додека цените не се стабилизираат повторно. Централните банкарски пари значи имаат важна улога. Комерцијалните банки постојано имаат потреба од централни банкарски пари за да ги исполнат своите минимални резервни барања, за да можат да повлечат готовина и да ги намируваат безготовинските платни трансакции. Тие ги добиваат овие централни банкарски пари делумно со земање кредити од Централната банка. Од тука зголемувањето и намалувањето на каматната стапка на централните банкарски пари служи како важна алатка за постигнување на примарната цел на евросистемот – ценовна стабилност.